Само 10 дена пред инвазијата на Украина, македонската влада се освестила и конечно решила да ги надополни државните резерви, и тоа со купување нафта во вредност од $500.000.000, и тоа не од било кој, туку од руската компанија Лукойл. Договорот бил склучен на 9 февруари годинава, а исплатата е направена на 4 март додека во ЕК беа воените дејствија. Со Агенцијата за нафтени резерви раководи Улјуси Бекири Кадар Надуи. Ова е најголемата исплата на агенцијата за компанијата Лукойл и го надминува досегашниот рекорд со овој трговец од јуни 2013, кога во еден ден му биле исплатени на 375.000 евра. Неколку дена по исплатата на парите, министерот за надворешни работи Бујар Осман изјави дека оние кои купуваат руско гориво ја финансираат руската армија. Të ardhurat dominante të Federatës Ruse janë nga gazi, nga nafta, nga burimet energjetike. Dhe sigurisht se dominimi i saj global, sigurisht se blerja e tyre finanson ushtrinë ruse. Aty nuk ka dilemë. Инаку власта тврди дека со месеци однапред знаеле за воениот конфликт, но набавката за дополнување на државните резерви е направена во 5 до 12, кога нафтата на светските берзи веќе почна да оди нагоре, и тоа поради тензиите предизвикани од воените вежби кои претходеа на инвазијата.